125 ново заразени и 7 починати од корона за Заев не се доволна причина за продолжување на вонредната состојба. И натаму инсистира на избори на 5 јули. Во изјава за вечер вели дека досега вонредната состојба била продолжувана заради економските мерки за помош на граѓаните и стопанството. Немало потреба од четврти сет мерки, бидејќи третиот ќе се спроведувал до есен. Нема никакви причини владата да бара нова вонредна состојба. Нема ни основ како да ја оправда. Затоа и роковите за избори остануваат онака како што е уставно и законски пропишано, а тоа е 22 дена од завршувањето на вонредната состојба, односно на 5 јули. Од друга страна, председателот на ДИК Оливер Дерковски за Алфа вели дека не може да се зборува за 5 јули или друг термин без прочистен избирачки список и без највисокиот изборен орган да има доволно време да ги спроведе изборните действија. Мојот став е идентичен во континуитет. За изборните действија потребни се 35 до 50 дена без разлика дали збориме за 5 јули или друг термин. За 22 дена тоа е невозможно. Избирачкиот список мора од почеток да се преработи. Датумот за избори не се определува со уредба со законска сила. Тоа треба да го определи председателот на собрание со решение без разлика дали е резултат на лидерите на партиите. Ако пред завршувањето на вонредната состојба биде одреден датум кој за неколку дена варира од минималните 35 дена, ДИК ќе се потруди да ги исполни сите задачи, но нема да може да гарантира дека се е спроведено според прописите. Опозицијата пак и натаму изборите не ги гледа како приоритет. Здравието на граѓаните според нив треба да биде во преден план. Ставот на сите одговорни во државата сега треба да се води според стотиците, повторувам, стотиците ново заразени од смртоносниот вирус, а не од некакви си политички позиции. За жал, Социјалдемократскиот сојуз во власта зазема став со политичка позадина. Во однос на некаква иницијатива, ќе видиме понатаму каков ќе биде нивниот контекст. Еврокомесарот Вархеј во диалог со Мицкоски Заев ќе се обиде да ги приближи ставовите. Од ВМРО ДПМН потврдуваат дека во фокусот на телефонскиот разговор на лидерот на партијата и комесарот ќе биде состојбата со коронавирусот како прв услов за консензус за датум за одржување избори. Дуи пак, освен предлози за гласање 3 дена, пензионери, луѓе во изолација, па сите останати има и други приоритети. На голема врата ја промовираат идејата за премиер Албанец. Првиот албанец премиер ќе биде премиер на сите. Премиер на рамноправност, еднакви работни места, еднакви плати. Премиер на еднаквите права и на неселективната правда. Одлуката за тоа дали ќе има нова вонредна состојба Пендаровски се очекува да ја донесе по седницата на Советот за безбедност. Од тоа во голема мера може да зависи изборниот датум.